Почитувани граѓани, почитувани новинари, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со внимание ги следи реакциите кои произлегува од законските измени што ги засегаат граѓаните кои остваруваат трговска дејност на пазарите. Затоа, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе бара и ќе се залага за одложување на спроведувањето на измените, се со цел да се овозможи време за сегнатите страни да дојдат до заедничко решение. Земјоделците, пензионерите и сите пазарџии да бидат спокојни. Ке се најде решение со кое секој ќе може достоинствено и честно да си заработува. Но и решение кое ќе обезбеди начин за сузбивање на сивата економија. Институциите, продавачите и организаторите на пазарите неопходно е на заедничка маса да дискутираат како да се подобри организацијата на работа на пазарите и да се дојде до решение со кое ќе бидат заштитени сите засегнати страни. Ви благодарам на вниманието. Дали има некои прашања? Пазарџиите се децидни, велат дека нема да го почитуваат законот, нема да поднесуваат бање за лиценци, а вие велите дека ќе барате одложување на законот, меѓутоа за колка временски период, кога ќе го направите тоа и што во меѓувреме ќе понудите додека трае барањето за одложување на законот? Ние сме во континуирана соработка, односно разговараме со пазарџиите, тоа впрочем го направивме и вчера во Собранието на Република Македонија. Нашата цел е од понеделник, заедно со сите процедури кои што ги налага Собранието, да направиме напори и во тоа сум уведен и сега сакам и да апелирам до сите пратенички групи, односно политички партии и сите пратеници, заеднички да донесеме решение, да дадеме неколку месеци временски период да не се имплементира ова законско решение и сите заедно, како што реков и во соопштението, трговците, пазарџиите, сите засегнати страни кои што посредно и непосредно се во оваа дејност и во оваа област, да најдеме заеднички интерес, ние сите да имаат добро законско решение кој што ќе ги остварат своите права, кои што и законот му ги дозволува. Од вашиот коалиционен партнер се цврстел на ставот дека не ги прифаќаат барањата на пазарџиите. Ќе успеете ли да се согласите? Јас се надевам дека ќе успееме. Јас го кажав ставот на Социјалдемократскиот сојуз, впрочем сметаме дека треба да работиме само во интерес на граѓаните. Во овој случај тоа се пазарџиите и мислам дека ќе најдеме решение во интерес, како што реков и на почетокот, во интерес на сите засегнати страни кои што се во оваа дејност. Дали тоа значи дека во одреден временски период додека се одложува доколку се одложи законот, пазарџиите не треба да стравуваат од лиценците? Ке се одложи, а кога ќе се одложи ова законско решение, пазарџиите ќе си работат по стариот систем на работа, односно нема потреба од лиценци, меѓутоа во законското решение потребно да се променат и други ставки кои што сметаме дека може да се најде начин за многу покреативно решение и поинклузивен пристап, вклучително во делот на тоа не е лошо, можеби ќе направиме и јавна дебата во Собранието на Република Македонија, каде што ќе се поканат сите засегнати страни. Целта не е да дебатираме во овој закон, да донесеме подобро законско решение, се со цел да биде прифатено од сите страни. Затоа во соопштението мораме да налагаме како што излегувам во пресед на пазарџиите, меѓутоа мораме да обрнеме поголемо внимание и на сузбивање на сивата економија. Убеден сум дека ќе најдеме заедничко решение за оваа проблематика. Нели сметате дека ова е задосната реакција, бидејќи требало да се направи ова пред да се донесе законот? Моето мислење е дека доколку нешто, како што вие велите, е задоснато, секогаш имаме можност да се поправиме и затоа ова еве на тој начин и сакаме да го изразиме нашето несогласување, односно излегуваме во пресед на барањата на пазарџиите. Што е со оние кои веќе имаат извадено лиценци, дали ќе бидат рефундирани и дали ова доаѓа по вчерашните најави дека пазарџиите ќе ја подржат опозицијата наместо? Не гледам на ова на политичка пресметка, бидејќи тука барем не треба да има никаква политичка пресметка помеѓу сите политички партии, а што се однесува во делот од нашето прашање за лиценците, прво не знаеме колку имаат извадено, сепак треба да ја видиме таа бројка. Моje мислење е дека доколку нема некоја голема бројка тоа што го имат направено, ако таа бројка е, не знам, пак ќе речем во стотици или не знам колку, парите треба да бидат вратени.